Грција бара, а не дава. Грчките власти се повикуваат на Преспанскиот договор и бараат негово почитување за употребата на името, но не гледаме исполнета обврска од нивна страна. Грчкиот министер за надворешни работи Гера Петритис по заклетвата на председателката Силјано Скадавкова побара почитување на спогодбата. Но кога станува збор за меморандумите кои што Грција треба да ги ратификува, министерот вели дека ќе ги ратификувале кога ќе дојдел вистинскиот момент. Ниту една од двете држави не може еднострано да го ревидира овој договор, значи и дури кога не се согласува со она што е вклучено во договорот, мора да го спроведе. Сакам особено да укажам на различниот институционален третман во двете држави, ќе ги донесеме во собранието, повеќе пати сум кажал, кога ќе биде клучното политичко време, односно кога грчката страна ќе се увери дека има целосно согласеност, затоа што сите знаеме дека има точки што соседната земја не ги почитувала. Поранешната грчка министерка за надворешни работи Дора Бакојани пак е на ставот дека трите меморандуми кои произлегуваат од Преспанскиот договор требало да се изгласаат порано. Таа повика на одговорност во владата во однос на несогласувањата околу гласањето на меморандумите кои се однесуваат за забрзување на процесот на интеграција на Македонија во Европската унија, за формирање на координативен комитет за економска соработка и техничка спогодба за надгледување на летовите. Мораме да гласаме за меморандумите за соработка. Можевме да го направиме тоа порано, да се прифати оваа критика. Кога ќе се формира влада во Скопје, реалноста ќе им падне на глава и ќе сватат дека се што кажале пред избори е свеж воздух. Додека Македонија беше послушна и ги исполнуваше сите желби на Грција, тие не исполнија речиси ништо. Владата на Заев почна со преименување на сите институции. Веќе нема Македонска филхармонија, Македонска опера и балет, Македонска пошта, Електрани на Македонија. Власта во заминување брзаше да го имплементира договорот, иако во него роковите кои се наведени предвидуваат нивна имплементација, ама откако Македонија ќе почне да ги отвора соодветните поглавја во преговорите со Европската унија. Една од обостраните врски на договорот од нивици е дека двете страни ќе ги подобрат и модернизираат постоечките гранични премини, а дека исто така ќе градат и нови. Обврската за отворање на граничниот премин кај Преспа Маркова река Герман требаше да е завршена лани со цел поттикнување на туристичка и трговска размена меѓу државите. Македонија го исполни ветувањето. До граничниот премин води пат кој е во добра кондиција, но од грчка страна нема абер за оваа обврска.